Вие не сте реализирале ништо од програмата за модерна Скопје. А чија друга програма ти ја погледна освен мојата програма? Програмите на своите градоначалници ги погледна? Не, колку имате вие реализирано од програмата? Значи, вака, севкупно се реализирани над 450 проекти, од програмата се реализирани над 200 проекти, значи скоро 250 проекти се реализирани, значи еден по еден, јас можам да почнам и да ви ги набројувам, меѓутоа, затоа што кажавме, се спрема отчетот е скоро готов, изградивме целосно, за да биде транспарентно, изградивме цела веб страница, за да не мора да навлегуваме во ситуации, во состојби каде што некој прашува за одредена работа, па понатаму кажува чекајте, не ни даде одговор, Арсовска не го реализирала ова. Имавме и такви ситуации, Да, значи излегуваат во медиуми, кажуваат не реализирало ова. Чекајте малку луѓе. Се е реализирано, меѓутоа јас немам шанса да одговорам или во неразумен рок, или одговорот не им одговара, па воопшто нема да го објават. Значи, да се соочите вие со ваква ситуација, никому нема да му биде пријатно во држава. Меѓутоа, за да биде тоа јавно и транспарентно, ќе си го објавиме на посебна дезигнирана веб страна, каде што ќе можете еден по еден проектите да си ги отворите, да си ги видите кој е проектот, кога е реализиран, како е реализиран, фотодокументиран, фотографија, како отпочнало, како се реализирало, како завршил тој проект со реализација, за да може да им биде јасно на граѓаните што се реализира. И понатаму, значи, ние реализираме програма. Желби има илјадници. Потреби не застануваат на граѓаните. Меѓутоа, нити се зависи од еден човек, зависи и од 45 советници кои што треба да поддржат овие работи да се реализираат. И ако можеле, мицковистите да му гласаат на Шилегов, да набави нови автобуси за граѓаните, и ако можеле да му го гласаат буџетот без ниту еден амандман, и ако можеле да му гласаат се што сака без да поговор да дадат ниту еден збор, при тоа кажувајќи дека го прават во интерес на граѓаните, јас верувам дека го правеле тогаш во интерес на граѓаните, зошто сега не прават ништо во интерес на граѓаните? А се власт? Само Јас ќе ги вадам сите фотографии од Мицковски кои што им ги ветувал овие проекти на граѓаните и не ги реализирал. Затоа што овие проекти не ги реализира тој. Мој како градоначалник е толкава да јас можам во рамките на своите ингеренции без советот да го реализирам ова кое што сум го направила досега. А тие проекти кои што не се реализирани затоа што некој во советот не сака да ги гласа, сака да ги саботира и сака да направи нешто кое што е на штета на граѓаните. Не сакам да почнам да потенцирам какви све нехаварии се обидаат да направат и бегаат од одговорноста, сакаат да префрлат на некој друг. И тие работи ќе ги разголуваме до крај. Споменавте 400 проекти, од кои што 200 се од вашата програма. 450 проекти се кажа, од кои 250, Значи, скоро 550 програма. Кои се овие другиве 200? Прашањето ми е дали него го заправте на лоша практика у македонската политика, да не се продолжуваат проекти кои што се започнати од претходниците, да не се почитува нешто што било добра замисла. Ниту еден проект кој што беше отпочнат не е прекинат. И прво, за да не се нанесе штета на градот, да не се предизвикаат било какви спорови. Второ, затоа што ако нешто е веќе отпочнато, нема никаква цел да го оставите на половина. Имаше големи проблеми, еве и ова ќе ви го кажам. Овие проекти сега кои што ќе ви ги поручитам, делумно, се нешто кое што е направено, затоа што е уште поголема бројот. Да не ги читам сите, стотини, значи ќе читам еден дел и дел од нив веќе ги слушнавте. Значи целосна реконструкција на Даме Груев. Ова се, замислете, проекти кои што не биле со децении пипнати, со децении. Имаме ние снимки од вашиот Facebook профил извадени, како ќе ги кажувате проектите, ќе ги пуштаме и снимките од проекти. И голем дел од порталите и од оние луѓе кои што би требало да известуваат за овие работи, известуваат дека не е направено, а на Фејсбукот е објавен. Значи, малце на Google search да се отида, да се пробара, да се види дали е објавено или не, ви ги утврдите, има фотографии, има снимки, има видео, тој или тој конкретен проект, дали е отпочнат или докаде е со реализација. Не треба многу да се бара. Меѓутоа објавено таму каде што само можам да го објавам, таму каде што не сакаат останатите да го објават. Јас не можам со сила да ги натерам луѓето да промовираат пред граѓаните дека нешто е завршено во нивен интерес. И да ги кажеме, Даме Груев улицата.
Тодор Александров, практично согласно програмата како што е, од долу, од каде што беше раскопана, до делот кај што е ИЗИС, практично од почетокот кај што е Славојко Арсов, до делот каде што е ИЗИС, она кое што е наша надлежност, целосно реконструирана. После, колку има сигурно 3-4 децении, ако не и повеќе. Вториот дел кој што оди нагоре до делот каде што е Сончев град, кој што е веќе регионален пат, не потпат. Сега се склучи меѓуопштинска соработка и ќе ни дозволи општина Центар и тој дел исто така да го реконструираме во целост, за да велосипедистите, луѓето кои што се движат на кај водно, да им биде безбеден и сигурен, затоа што тој е екстремно оштетен пат. Рачунајте колку 3-4 децении сигурно не е реконструиран, само се крпени дупки на тој дел. Кузман Јосифовски Питу. Теодоси Гологанов, знаете каква хајка имаше таму. Се зборуваше колку време се работи улицата. 4 месеци се работела Теодоси Гологанов. Теодоси Гологанов имаше толку сложен инфраструктурен проект во делот на подземната инфраструктура, што фантастично беше времето за кое што ние го реализиравме. Го реализиравме во рамки на договорните временски интервали кога требаше истиот да биде завршен. Фатија и месеци кога потешко е да се работи така. Подземна инфраструктура, канализација беше таму пуштена за прв пат во тој дел на градот. Целосно реконструирана водоводната мрежа, за да нема толку често дефекти во тој дел од градот. Па после тоа беше асфалтирањето, односно самата реконструкција на коловозот. Значи не е тоа операција само на гребење и фрлање на асфалт. Тоа е операција која што треба тука да им овозможи на граѓаните по квалитетен коловоз со подземна инфраструктура да немаат никакви проблеми во следните 3 децении, ако тоа 3 децении можело да функционира. И прашањето е зошто било направено без да има соодветна подземна инфраструктура. Меѓутоа, ајде, да не одиме таму. Улица Бутовска, колку време не била реконструирана? Целосно направена. Улица Радишанска, колку време не била направена? Димо Хаджидимов, Јустинијан први, тоа е Драчевска. Кружниот тек на Скупи, тоа е еден од оние проекти кои што кажувате дека што е она кое што било отпочнато, а не било напуштено, односно не било прекинато да се работи. Значи, ниту еден од проектите кои што ги затекнавме, не ги напуштивме. Меѓутоа, ниту еден од проектите кои што ги затекнавме, не беше стартуван без да бидат расчистени претходно имотно-правните спорови и проблемите кои што ги има на траса. Значи, овие сите работи кои што ви ги читам, 27 улици во Ѓорче Петров, Ново село, Стопански двор, Даме Груев, Кисела Јабука во Волково, во општината Шуто Оризари, улицата 18, улицата 38, улицата 40, улицата 50, Христоф Ржафарович беше, како да ви кажам, тоа беа кратери, луѓето таму не можеа до дома да се стигнат на улицата, во колку лоша состојба беше во Сингелич. Во Перонаков, значи првата фаза направивме, следи годинава, здравје Боже, втората фаза да се направи. Улицата 808 се направи сега за прв пат на целиот тој потек, ќе има нова велосипедска, односно немало до сега ќе има и пешачка и велосипедска патека овозможена по целата должина. Ова е целосно нова веломрежа која што ја овозможуваме таму на целата должина на 808. Внимавајте, тоа е еден навистина сериозен градежен проект кој што успеавме да го реализираме и сега има по целата должина и велосипедска и пешачка патека. Асном кај ФФМ, целосно реконструиран. Таму направивме и парк 27.000 квадрати. 27.000 квадрати. Неискористена, запуштена површина која што служеше како депонија, значи нешто кое што сега можат граѓаните да го уживаат и понатаму ќе продолжи да се уредува и ќе продолжи да се досадува, затоа што сакаме да го постигнеме нивото кое што и морам за граѓаните да информирам дека постојат сезони кога се сади, значи се сади во почетокот на годината и се сади сега во месец ноември. Ние не можеме да садиме во секое едно време од годината, затоа што и тие садници кои што треба да се насадат, треба да успеат, односно треба да бидат долготрајни. Значи не треба да бидат некои кои што ќе траат еден месец, па понатаму ќе треба да се вадат. Потоа морам да потенцирам дека за прв пат во историјата на Скопје почнавме да пресадуваме дрвја. Да, не се сеча за да се... Не се сеча дрвјата. За да се направи улица, туку се времено... Ги пресадуваме.
На Васко Карангелевски, па можеби мислам дека околу 20-тина, и тоа беа со сериозен габарит, повеќе годишни дрвија, ги пресадивме, да, на неколку метри повнатре, сите успеа и фантастичен проект е тоа, меѓутоа не исековме ниту едно дрво. Да, има некаде граѓани кои што постапуваат несовесно, се обидуваме да ги санкционираме, меѓутоа ние охрабруваме и чини повеќе, да, меѓутоа не се сечат. Или се кастри, или доколку има опасност да падне, да оштети имот, да не дај Боже да предизвика штета на граѓаните, тогаш да. Инаку во друг случај исклучива или се кастри или се пресадува. Значи сечење на дрвја нема. Голем е бројот на проектите кои што Данела сече дрва, кастри дрва и не знам што. Конкретно за Васко Карангелевски беше ситуацијата, знам дека вака за Васко Карангелевски мора да се разбереме. Таму имаше еден ред на кисели дрва. Да. Тоа се практично значи? тоа се само никли дрва кои што се по својата природа како да ви кажам, не се тие посадени, тие се малте нештетни. Тоа се грмушки, тоа се диво никнати, на кои што местото таму не им е. И треба да работиме на тоа да се направи инфраструктура која што ќе биде соодветна, која што ќе може соодветно да се внесе во зелениот катастар. Еве ние од нашата страна работиме на тој проект. Се превзема од страна на јавното предпријатие Паркови зеленило, би требало во истиот проект да се вклучат и скопските општини за да можат и тие, ако засадат некое дрвце, да можат да го внесат внатре во системот за да има следливо, за да се знае каде имаме дрвја, колку дрвја се посадени. Меѓутоа да не навлегуваме повеќе во таа тема, затоа што нели треба да има гледачи предлагаат да се кандидирате следно за градоначалник на Охрид за да се заврши автопатот Кичево Охрид. Затоа што е проблем ќе го завршиме автопатот, ама поентата е како да ви кажам, единствените работи кои што досега се уште се нереализирани, еве тука ќе го земам булеварот Борис Трајковски како пример. Сите проекти кои што дел ви ги прочитав, а најголемиот дел, значи сите оние, се стотици проекти кои што се во делот на инфраструктурата кои што се реализирани, ќе можете да ги видите на веб страната, да си ги кликнете во кој дел од градот се, каде се наоѓаат поточно, фотографии да си ги видите, да видите како е изведено, што е направено и да знаете што е она кое што се прави и во вашата мала, и во вашата општина, и во вашиот град од страна на градоначалникот, односно од страна на градската администрација и нашите јавни предпријатија. Сега од другата страна пак, овие проекти неколку, меѓу кои веко Борис Трајковски булеварот го поменав, тие се наследени проекти кои што ги наследевме со проблеми. Јас тие проекти кои што ги отпочнав сама, веќе се завршени. Се почнува, се завршува. Се почнува друг проект, се завршува. Значи завршивме стотици проекти. Ниту еден нема застој во работата. Знаете зошто? Зашто се планира од напред. Затоа што гледаме да го отпочнеме, ама да немаме имотно-правни проблеми. Ги решаваме прво експроприациите, решаваме прво на кое што е на трасата, што би можело да предизвика проблем. Вие на есенинова се тегнавме 6 месеци затоа што некој бунарскиот систем го испроектирал погрешно, се ископале. Па моравме да препроектираме, ама тоа не сме го направиле ние, го направил некој пред нас и сега вие имате проблем кој што морате да го решите. Да, прашањето И го решивме ли проблемот? Го решивме. Не само што наследивме проблеми, него и ги решаваме тугите проблеми. Па уште сме криви зашто сме реализирале. Значи Борис Трајковски, па ни една експроприација не направил, искачаа таму луѓето се тепаат. Не дозволувам ја, тука ја не дозволувам, тука мене тука не можеш да ми копаш, ја не ти давам на оваа страна да се мрднеш, јас сакам да влагам од булеварот директно кај мене во објект, јас сакам да ми направиш ова, сите имаат своји желби таму и логично е на луѓето, кога не сте излегле, кога не се завршила работата со време, а сте удриле бајерите, сте почнале со градење на булеварско решение, тие работи се решаваат пред да почнете. Како почнавме со сите овие работи кои што ги работиме, а претходно сме ги расчистиле. Еве, сега го почнуваме, ајде да најавам, значи почнуваме клучката практично првата фаза на булевар Словенија. Па почнувате проект, кога вие ќе бидете во можност истиот да го реализирате во целост, а не на половина да го оставите па да идете со луѓе да преговарате.
Исти е проектот со мостот Михаил Апостолски кај Асном, кој што треба практично да се поврзе Асном тука Тоа кај е мостот Escape што Mall. треба ги спои аеродром и Керамидница, претпоставувам. Затоа Да, имаше аеродром и Само да го Газебаба кој прочитам, што треба да ги Александар значи. Смилковски, Така. благодарам за донацијата, И вели сега. прашање до градоначалничката до каде е мостот што треба да ги спои аеродром со Керамидница. Мостот е завршен, тоа го знаете сите, верувам дека сте информирани, бевме од таму, известивме, пресконференција имавме. Меѓутоа, на таа траса има, односно ние затекнавме од 285 експроприации кои што треба да се направат на објекти, имоти, односно земјиште, во текот на 3 години од 2018 до 2021 октомври месец биле реализирани само 31. Неисплатени, ете, склучени, нереализирани целосно, меѓутоа биле завршени 31 од 285. Ние 180 решивме, меѓутоа. Сега да кажете мостот почнал да се гради пред да се Ма и експроприира. мостот и се почнало таму да се гради пред да се завршат имотно-правните односи. Вие имате луѓе таму на трасата кои што живеат во Германија, кои што воопшто не живеат во Македонија. Имате луѓе кои што брат со брат не сакаат да се видат, не живеат, не можат, како да ви кажам, едноставно не комуницираат меѓу себе, не сакаат, не се сложуваат за ништо, па сигурно нема да се сложат заедно да потпишат со градот за да се експроприира тоа. Имаат спор на суд, додека не заврши нивниот судски предмет, вие не можете да го, мислам, можете да почнете и вие судска постапка, меѓутоа таа ќе трае сигурно 3-4 години. И трето, нехумано е вие некого да бркате од сопствениот дом. Некои луѓе таму си живеат. Таму живееле како семејство по 50 на 60 на години. И некој требало да оди да разговара со нив и да се отпочнат овие работи и да им објасни кои се состојбите. Вие имате луѓе кои што од одредени луѓе кои што се, што ја знам, се представуваат како правници, како експерти, како што ја знам, ги убедуваат дека ќе можат да им обезбедат повисока сума за нивниот имот, наместо да им кажат, да ги соочат со вистината и да им кажат дека таму каде што има јавен интерес, има закон кој што го донела централната власт, односно кој што го предложила централната власт, а го изгласало собранието, каде што цената за експроприација на имотите е утврдена со законот. Вие не можете да преговарате за таа цена. Таа цена законодавецот ја утврдил и рекол дека на оваа траса, односно секаде каде што се експроприира, по ценовникот за експроприација се прави официјална процена, процената има параметри според кои се прави, таа е цената. Вие не можете нити денар повеќе, нити денар помалку да му дадете на тој човек за тој имот. И има, ете, доаѓаат ги лажат, чекај малце, не ова, ќе одиме на суд, јас ќе ти обезбедам повеќе. И знаете што се случува со тие луѓе? Ги влечкаат по суд со години, и на крај не може да добијат цена која што е поголема од она која што е иницијално понудена, затоа што тоа е закон. Не зависи нити од градот Скопје, нити од било кој поединечно да им даде повеќе или помалку од она кое што е утврдено со закон. И тие на крај треба и да си ги платат судските трошоци, тој адвокат ќе си ги земе секако парите, и нема да земат ништо повеќе од она кое што би земале 5 години претходно. Знаете зашто ве прашав за проектите? А дека луѓе ќе бркаме од дома, тоа нема да се случи. Така. Знаете зашто Човечки не е да бркате некого од дома. Да, има механизми да да тераш на сила работата, ама Никако. да. Прва не човечки е тоа. Ве прашав за проектите на вашите претходници од аспект ние тука во емисијава повеќе пати сме дошле до истата констатација. Тоа е дека во Македонија се тера политика од инет. Односно, не е важно што ти ќе направиш, него што ќе успееш да го спречиш условно кажано твојот политички противник да направи, односно да спроведе, иако е во интерес на граѓаните. Тоа го гледам и со примерот со господинот Екимовски, со 4 амандмани во општина Карпош. Гледаме со примерот Лицемерие. Нема крајно до каде и до лицемерие. кога ќе се води ваква политика и до кај ќе не донесе. Затоа што гледаме дека тие блокади кои што ги прават на вас, условно кажано, во суштина резултираат со проблеми за граѓаните. До кога на овој начин ќе биде, на ова ниво ќе биде политика на во сите граѓани Македонија? кои што се самосвесни, сето тоа им е јасно. И јас разбирам дека најголемиот дел од граѓаните немаат информации за што е она кое што ние реализираме. А меѓутоа на голем дел на оние граѓани кои што се самосвесни, кои што имале начин да гледаат како функционираат и едниве во системот и другите во системот, и значи гледаат тие дека овие не се бунат. Излегуваат, ги бранат овие кои што не идат на работа, земаат плата. Кај го има тоа? Кај постои тоа?
Ајде да не повторам, значи прва доаѓам на своето работно место, последна си заминувам. Секој ден. Секој ден. Денес ми е роден ден. Прва одам на своето работно место, последна си заминувам. Секој ден во годината. И не одстапувам од тоа. И на тој кој што не му е јасно, ќе му се разјасни. Можеби нема да му биде мило, можеби нема да ме прифати, не ни треба секој да ме сака, јас го прифаќам тоа. Треба да почитуваат функцијата, односно тоа дека градоначалникот е некој кој што се обидува сега во овој момент да направи подобро за сите. По најмала рака треба да почитуваат одлуката на 100.000 луѓе Да ја кои што гласале за вас. Да, би сакал да ја заболам режијата, ај фотографиите од мегапаркот во Чаир. Имаше едно прашање за мегапаркот во Чаир. Тој се прави кај Верото, Мегапаркот е мислам. на Македонска Косовска. Мгм. Таа е површина од над 30.000 метри квадратни. Целосно се реконструира, се оплеменува, се прават игралишта, се прават паркови за миленици. Целосно она кое што е во делот на веќе постоечките дрвја таму се остава да биде функционално, меѓутоа се оплеменува за да биде место кое што немаше пешачки, немаше пристапни патеки за граѓаните, немаше никакви дополнителни содржини за граѓаните, има многу голем потенцијал тој дел таму, значи треба само да им се овозможи на сите жители покрај тоа што беше еден тип на зелена површина, сега да биде зелена површина која што ќе им нуди содржини на нашите граѓани, значи тие треба да можат да отидат таму и убаво да си го поминат своето слободно време, да има нешто повеќе од само запуштен тревен простор и дрвјата кои што се засадени во времето кога општината Чаир беше една од најзелените и една од поубавите општини во градот Скопје. Значи сега се лимитиране просторот каде може таму да се интервенира и да се работи. На вашиот Facebook Меѓутоа профил ние ќе го направиме најдоброто од секој можно качи, од секој можен простор на кој што може да се работи. имавте објавено на вашиот Facebook профил дека имате 1.000.000 садници, 1.200.000-300.000 садници. 1.400.000 садници, дрвија садници во текот на овие 2 години. Значи тоа е отприлика во просек околу скоро 700.000 садници годишно. Претходно било околу 30.000, 30 на Имате ли- 40.000. Имате ли некоја бројка од прилика колку е зголемена квадратурата на зеленило во Скопје, од која сте вие градоначалник, затоа што споменавте 3 мегапарка. А вака сега да не ги зборуваме помалите паркови, помали паркови имате во центар кај Лимак, има една прекрасна паркова површина која што беше див паркинг, тоа беше кал и прашина во текот на целата година. Сега е една фантастично парк место кое што верувам дека сите граѓани кои што живеат тука во близина можат, ако ништо друго барем и кога поминуваат да уживаат во она кое што е таму направено и содржински се доопремува, ќе има дополнителни работи кои што таму ќе ги инвестираме и ќе ги направиме и сакаме во секое населено место во градот да има по едно каде што имаме ингеренци. Нормално да има по едно катче каде што ќе можат да излезат граѓаните и да си го поминат во близина нели на местото каде што живеат, да си го поминат убаво, квалитетно, да си го исполнат своето слободно време. Значи во општината Карпош, булеварското зеленило е зголемено, значи можеби 10 на патиот на кое што го имавме претходно. Површината од 27.000 метри квадратни на потегот кај булеварот Асном, кај ФФ ми кажав. Во Ѓорче Петров 50.000 метри квадратни диве депонија беше. 20 на метри висина имаше тоа чудо. Луѓето таму кои што живеа во околината, не можам да ви кажам во каков очај живеа. Сега прво колку прекрасно место за живење е тоа место. Па понатаму се останато. Тоа е еден фантастичен парк кој што нормално е, се тие дрвца треба да се дооформат, треба да треба да пораснат, да. Плюс не е сезоната, треба да дојде сезоната за сето тоа да биде во свој полн сјај и јас верувам дека знаете кога ќе кажат потеркот на градски парк. Потеркот на градски парк значи дека ќе ставиме содржини, дека ќе ставиме дрвја, дека ќе ставиме садници, дека ќе ставиме патеки и сето она кое што го има во една голема паркова површина. Меѓутоа нема секаде во градот 240.000 метри квадратни простор за правење на таков голем зелен мегапарк. Меѓутоа сепак овие ги исполнуваат предусловите за мегапарк, затоа што, да ми извините, меѓутоа од 30 до 50.000 метри квадратни Не е мало.
Прво, не само што не е мала, вие имате луѓе што се фалат со 1300-1100 квадрати зелена површина дека направиле парк. А ако ова не е мегапарк, како 1000 квадрати е парк? Е воопшто парк, да. Значи, има луѓе што имаат дворно место 1000 квадрати. Тие сите паркови ли имаат по дома? Ве разбирате? Да. Значи, 30.000 квадрати, 50.000 квадрати. Во општината Карпош 80.000 квадрати. Значи, тоа се сериозни зелени површини кои што никнуваат во градот Скопје. И да повторам, тоа ќе бидат околу, па може би 300.000 квадрати, повеќе зелени. Тоа што сте го имале пред 2 години. Значи тоа е уште еден градски парк во суштина. Повеќе од еден градски од еден парк. градски. И Меѓутоа следат уште. Следи во Газибабе. Следи во Сарај. Значи следат уште. А Не тоа земјиште- застануваме тука. овие земјишта за кои што говорите на кои Направите што и се ботаничка правеле. градина, да не забораваме Да, ботаничката градина е 12.700 метри квадратни. Повторно е едно преубаво место кое што беше запуштено. Јас мислам дека едно од најубавите катчиња кои што го имаме во овој момент. Таму ќе има и дополнителни содржини, едукации за најмладите, за сите оние кои што ќе сакаат да имаат дополнителни информации за сите видови. Дел од нив се видови блиски нормално и кои што ги имаме во Македонија, дел од нив се увозни, односно се видови кои што ги имаме во останатите држави, со кои што сега ние можеме да се повалиме дека ги имаме кај нас. Ќе имаат и дел од дополнителни содржини. Да, ова и иде ќе во биде моментот нешто кое снимката што... од ботаничката градина, тоа е ботаничката градина се наоѓа во склоп на зоолошката градина. Да, тоа е една навистина прекрасна спојка, практично меѓу зоолошката градина и градскиот парк. Ова морам да ви кажам, сега изгледа фантастично, меѓутоа беше еден запуштен простор кој што беше само прашина, немаше ништо тука. Сега последно, покрај оние сите дрвја и садници кои што ги засадивме таму, имавме една навистина фантастична поддршка од страна на UNDP и од страна на амбасадорот Григоријан, кој што е тука резидентен во Македонија, кој што донира над 1400 садници, кои што ги засадивме пред неколку недели. И верувам дека ова каче едно од поубавите места кои што градот Скопје во своето Имаше централното прашање градско едно за подречје ги има. За паркот што тоест за улица Столтенбергова, може да пушти режија. Ето улица Столтенбергова ја испуштивте од листата која што ја кажува тоа имаше режија, може да ја пушти снимката од улица Столтенбергова во меѓувреме, но на улица Столтенбергова ја изадивте коцката. Не отиде на гранитната коцка по ничиви дворови. Не, сега ова сега да го кажам. Тоа да расчистиме за нашите Имаше прашања и гледачи. дилеми каде ќе оди коцката, дали ќе се ја носи Данела коцката, не знам каде. Во Ботаничката градина, значи каде, да, тоа се да прашам, каде се во ботаничката градина е вградена целата гранитна коцка која што доаѓа од Урдаревски. Значи тоа е уште еден проект кој што е реализиран до таму до каде што е генералниот урбанистички план, до каде што имавме можност да работиме и ја реконструиравме. Тоа беше можеби 3-4 децении не реконструирано сигурно. А додека од Столтенбергова коцката е од центар улица, практично е во патиките кои што ги направивме во овој прекрасен парк, практично кој што го видовте тука во општина Центар, повторно кај Лимак. Секој граѓанин кој што ќе отиде, кој што ќе го посети тоа место, ќе може да види дека тоа прво фантастично изгледа, е еден еко момент затоа што не се користат асфалти и така натаму, нешто за кое што имаше доста реакции. Се бара и велосипедски патеки многу. Знаеме невладини организации, политички партии сите бара повеќе велосипедски патеки и направивте повеќе велосипедски патеки. Колку километри отприлика имате нови велосипедски патеки? Многу има. Многу. Ама кога ги направивте почна да викаат сега има многу велосипедски патеки, нема ленти за автомобили. Немаме каде ги паркираме возилата. Или немаме каде ги паркираме. Тоа е Ја гледавме една Знаете несрекна како ситуација. мене ми е многу мило што очекувањата се големи, луѓето што очекуваат градоначалникот да ја превземе улогата и на министер, и на директори на државни агенции, и на секој еден кој што има сериозна моќ и власт во централната власт. Меѓутоа, факт е дека ние паркирање во трета лента не можеме да регулираме. Си има Министерство за внатрешни работи, СВР Скопје треба да го регулира сообраќајот и непрописното паркирање на нашите улици.
Дури мора да знаат граѓаните дека пајак службата не сме не постапува доколку не биде повикано од страна на полиција, односно од страна на сообраќајната полиција или СВР Скопје. Значи, тоа е нешто кое што во ингеренција на некој друг. Јас би сакала да ја имам таа можност да регулирам се, меѓутоа за жал ја немаме таа можност. Нити ги имаме ингеренциите, нити го имаме овластувањето по закон. Тие овластувања ги има некој друг. Иако сега во овој момент е модерно да сум крива за се, меѓутоа за жал ги немам тие ингеренции, немам таа мој. Кој знае што би направиле да имаме таква можност да можеме се да поправиме во државата. Меѓутоа условите се тие, покренавме една иницијатива за комуналната полиција, да може да се санкционира секаде и секој кој што практично и генерира диви депонии, го загазува воздухот и почвата и потенцијално можеби и водите и така натаму. Значи ова е нешто кое што е крајно сериозно. Меѓутоа нашите инспектори во град Скопје кои што се ултра храбри професионални луѓе, комуналните редари, значи се од себе дава за да излезат на терен и да може да се санкционира. Напаѓани се, значи физички напади има. Повеќе пати сум го кажала, значи со лопата му имат расцепена глава на еден од нашите комунални редари и човекот го шија во градска болница. И не се откажуваат и храбри се, пиштоли им имаат вадено, сега да не именувам каде на која позиција од кого. Храбри се луѓето, не се повлекуваат, меѓутоа сепак ингеренции немаат, тие немаат друг начин освен да попречат, па да викаат да доаѓа некој од полиција, па да легитимира. Или единствено да фотографираат, па да се бара информации и податоци по регистарски таблици на возило. Меѓутоа немаат можност ниту да го задржат, ниту имаат можност да апсат, ниту имаат можност да легитимираат, значи постапуваат во рамките на своите надлежности. Па со тие надлежности што ги имаме толку може. Тоа е тоа, мислам, јас би сакала да можеме повеќе, меѓутоа не ни е дозволено. Ја имам едно прашање околу паркови, ме заинтересира, што биле тие локации претходно каде што сега ги градите парковите? Спомнавте во Ѓорче дека било мега парковите, дека било дива депонија. Тоа биле места на град Скопје, мислам имот на град Скопје. Не вака, градот Скопје нема свој имот. Добро. Град Скопје нема никаде, никаде свој имот. Значи целиот имот кој што е државно земјиште или на Република Македонија, значи го располага Република Македонија, односно владата го располага, или пак согласно овластувањата кои што се дадени со закон, општините и врз основа на тоа се склучуваат меѓуопштински соработки, со кои што меѓуопштински соработки соодветната општина во рамки на градот Скопје ни дозволува да ја оплемениме таа површина или да исчистиме таа површина и така натаму. Тука беше и голем дел од споровите, многу актуелно е сега во зимските месеци ова со загадувањето. Да. И не знам како да ви објаснам, има право да каже збор оној кој што направил нешто. Ние нешто превземаме, нешто правиме. И ќе почнам да набројувам точно што све сме направиле да се избориме со загадувањето. Ќе си отворите на ваки системот, каде што ги има сите градови во сите држави во целиот свет. И ќе видите точно и прецизно каде, во кој град, во која општина, во кое место, колков е степенот на загаденост во секое време, во секој момент, во секоја минута од секој еден ден. Значи прецизно можете да проверите. Град Скопје, јас ова не го кажувам како оправдување. Проблеми има и тоа треба како предизвик што го имаме да го разрешиме. Меѓутоа, ние не сме ни меѓу првите 15 загадени во Македонија. Континуирано. Вечерва е битва. Не е оправдание тоа. Меѓутоа не сме нити меѓу првите 5, меѓутоа никаде нема да прочитате по медиумите денеска Струмица најзагаден град во светот. Ќе прочитаат кај нас. Добро, ќе прочитаат кај вас, меѓутоа тоа е масовна хистерија. Па вие ако ставите на еден систем 20 града во светот, градот Скопје во тие 20 града може да биде од број 1 до број 20. Ставете 400.000, 500.000 градови во светот да видиме таму како е рангиран. Па ќе ги видите најголемиот дел од градовите и општините во Македонија дека се позагадени, и тоа значително се позагадени од тоа што е градот Скопје. При тоа за прв пат кривична пријава за загадувач, која што треба да се охрабрат институциите да почнат да постапуваат. Значи еднаш не се случило да имаат мерни вредности на граница или под дозволеното. Континуирано 365 дена загадувач кој што не престанува да работи. Значи работа 365 дена, 24 часа секој ден.
И не се случило да имаат помала вредност од она кое што е дозволено, максимална дозволена вредност. Треба некој да се охрабри во држава и да почне да постапува. Дали видовте вие некој друг да покрене кривична пријава? Почнаа да наоѓаат правни замки за да ги вадат од кривичната пријава. Надлежните кои што би требало Надлежните кои што би требало да постапуваат. Што ви кажува тоа? Елката е крива. Не, каква е состојбата на водоводот низ Скопје и канализациите? Ај пуштете го тој проект и малце да го искоментираме прво проектот за овие 7 населени места кои што за прв пат добиваат вода. Тоа е проект кој што некои од граѓаните кои што можеби следеле во делот на кампањата, таму се кажуваше дека не можело да се направи тоа и затоа не се правило, иако некој го ветувал 3 децении. Да. Значи 3 децении на тие луѓе кои што се наоѓаат најблиску до водата, значи кои што живеат до Раче и во Раче, и во Буковик, и во Арнакија, и значи во сите тие населени места таму, им се ветувало секоја година и секој изборен циклус, само што не сме го почнале проектов. 3 децении. И секогаш обожавам да го кажам примерот кога го отпочнавме проектот, кога бевме на терен, имаше еден од граѓаните, жителите таму доаѓа и вика градоначалник. Го гледам дека се прави и уште не верувам. Тоа е човек кој што е лажен 30 години дека дома кога ќе стане сабајле, ќе има вода кога ќе учи шешма, дека во било кое време кога ќе се врати после цел ден од работа, ќе има вода да се напие, ќе има вода за основните потреби хигиенски и човек кој што ќе може да каже дека живее во град во 21 век. Тоа се реализира. И е во финалната фаза. Еве едно друго прашање. Во финалната фаза, што значи дека целосно е завршено, значи завршено беше проектирањето, завршена е изведбата. Сега сме во фаза каде што уште мислам дека Евана треба во делот на инфраструктурата која што е поврзување со електрична енергија и трафот да се овозможи за да може нели сето тој систем да профункционира, да циркулира, треба да се со поврзувањето едно тестирање да се направи и практично за граѓаните еве во една година тоа што 30 години им било ветувано со се проект, со се ревизии, со се градење, со се пуштање во употреба во 12 месеци сме го завршиле. Има едно прашање, има индустријска зона во Избего, дали има нешто планови да се реконструираат Јадранска магистрала, споредната паралелно на неа и останатите што ги поврзуваат двете, од општина Бутел, а не Мабер 20 години. Таму има две споредни, тоа не се споредни улици, тоа бил практично едновремено магистрален пат кој што преминува во спореден пат, тоа е стариот качанички пат. Од едната страна, од другата страна повторно има еден сервисен, поширок, поголем пат кој што го користат и голем дел од жителите кои што живеат во тој дел од градот и оние индустријски објекти кои што ги има таму. Да, веќе изготвена е проектната документација за двете страни за реконструкција. Едниот е во релативно добра состојба, можеби треба некаде некоја ситна санација. Другата страна, односно практично од градот кога одите на десната страна, тоа е оној стар качанички кој што се поврзува со булевар Словенија. Треба да се направи една сериозна реконструкција затоа што е во лоша состојба, а тука има и доста индустријски капацитети, луѓе на кои што верувам дека им е од клучно значење да им биде и функционална и за употреба да биде навистина нешто кое што ќе ги задоволува стандардите и секако во годинава верувам дека ќе го отпочнеме и дека ќе го завршиме новото булеварско решение кое што од булевар Словенија практично клучката каде што продолжува Словенија да се поврзува накај Ѓурче Петров, сега тука едниот крак кој што од Никола Карев се спушта права накај граница, тоа булеварско решение до самата клучка која што би требало да оди за автопатот ќе биде завршен годинава. Одлично. Едно прашање, дали може еве еден предлог идеја, крводарителите со над 10 дарувања на крв да имаат бесплатен јавен превоз? Тоа би требало да биде одлука која што би одела на гласање пред Советот. Јас верувам дека како идеја е нешто кое што е добро и би требало да се поздрави. Сите овие луѓе кои што се навистина хумани, кои што допренесуваат во општеството и се општествено одговорни, треба да имаат нели награда за своето делување и би требало да се достави до Советот, па да видиме Советот дали ќе го изгласа. Затоа колку и да има расположение од страна на администрацијата или од страна на градоначалникот, доколку Советот не гласа за
ваквите предлози невозможно е да се имплементира истото. Ацо Симоновски вели се дека не се обезбеди посебна исклучува лента само за автобусите, нема да се реши со квалитет превозот во Скопје. Ова е у суштина БРТ, ако добро разбирам. Вака, Посебна сега лента. знаете како, прво посебна лента за автобускиот превоз, особено за главните делници, еве да почнеме со Партизанска, да речеме, има. Ама не се Значи почитува. сообраќајниот режим на Партизанска е дека третата лента е лента која што треба да се користи исклучиво само за автобусите и за, мислам, и за такси превозниците. Меѓутоа, за жал тоа не се почитува. Ја можете да видите на половина Партизанска возила паркирани и седат пијат кафе. Не само Партизанска, ондека на кај позади студентскиот дом Гоце Делчев кај таа улица, не знам како се викаше, кај Форца на таа улица, велосипедска патека се направи со ступчиња, со се Тоа е на лондонска. барање, лондонска, на барање на граѓаните и гледаме дека таа се користи за паркинг. Знаете што, вака морам да ви кажам што е ситуацијата. Ако пуштите што е многу вака непринципиелно, ако пуштите пајак да ги собира возилата од таму, Не можеме ние да пуштаме пајак да ги собира возилата, тоа единствено може да го направи со налог МВР, да, односно сообраќајната полиција СВР Скопје. Значи ние не можеме да пуштаме, немаме такви ингеренции нити можности по закон. Тоа го прави сообраќајната полиција, отстранува возила од коловоз кои што Уште се две непрописно паркирани, само да потенцирам за граѓаните, затоа што имаше некои забелешки, баш и градоначалникот на Карпош, затоа што се наоѓа тоа во неговата улица и покрај тоа што е надлежност на град Скопје. Значи таму граѓаните бараат таа улица да се бележи 4 години. 4 години беше улицата небележана. Што прво е несигурно, небезбедно е за жителите, за граѓаните. Имате на тој потек 3 училишта. Значи основни училишта, каде што сериозно е загрозена безбедноста и на дечињата. Значи вие не можете да не бележите коловоз затоа што некој сака да паркира на тој коловоз. да. И од една страна имавте една група на граѓани кои што излегоа со мотики таму и со метли да се тепаат и да се пресметуваат со луѓето кои што сакаат да бележат. А од спротивната страна ги имате граѓаните кои што прво чии што деца учат таму е Коменски, Јахја Кемал, подолу е Нова, малку подолу кога ќе продолжите и пешки си одат децата во Ѓорги Димитров и така натаму. Значи невозможно е да седи еден булевар, Лондонска е булевар, да седи небележан. Да. Вториот дел е беше исклучително сериозно барање на жителите да има велосипедски патеки и велосипедските патеки се дел од сообраќајниот режим кој што е таму воспоставен. И сега од една страна мора да има безбедност, мора да има сигурност. Сите сакаат децата да им се сигурни кога поминуваат улица, да биде обележано. Го видовме тоа на Васко Карангелески, имаше некој случај каде што имаше ситуација реди не добро утврден сообраќајен режим, кој што при тоа ние можеме само да го предложиме, меѓутоа да го прифати треба СВР Скопје. Да. Таму беа отстранети семафори да нема, требаше да има семафори. И треба да биде ограничена, замислете, полициска станица, таму имате објект кој што е на сообраќајната полиција. Таму се вози со 300 на сат. Па таму ако се вози со 300 на сат, непрописно 3 возила летале, направиле сообраќајки со 300 на сат во една недела. Што станува за останатиот дел на градот? Да, до СВР. Каде што до СВР Скопје, каде што би требало да биде регулиран сообраќајот, секој ден ако треба по 24 часа ќе седи сообраќајна полиција таму. Има две прашања кои што сакам да ги поставам пред да пуштиме едно видео. Кога би имало сообраќајно решение поврзување Бардовци со Визбегово? Бардовци со Визбегово кога би имало, знаете како, многу проекти има кои што граѓаните ги бараат, меѓутоа невозможно е со овој буџет се што се бара да се реализира, едновремено да се реализира програмата. И сега жителите имаат и нови барања и нешто кое што е многу логично и многу потребно, меѓутоа факт е дека во 4 години ние не можеме да реализираме се што некој не направил во изминатите 100 години. Оваа програма содржи инфраструктурни проекти кои што 30 години се ветувани и не се реализирани. Ама во 4 години, 100 години не реализирано не можете да направите. Прво средствата се тие. Доколку некој овозможи да земаме дополнителни средства за да реализираме, нема проблем, меѓутоа не овозможува никој.
Градот Скопје во 2021 година во ноември месец имаше можност за кредитно задолжување од 1,2 милиони евра. Сега има можност за кредитно задолжување меѓу 25 и 30 милиони евра. Што значи дека финансиската кондиција е добра и покрај тоа што сите неквалитетно иницирани спорови кои што ги направиле претходно доспеа за плаќање сега. Че ние све што се тужиле претходнициве, сите ги наплатија во овој момент. Па исплативме се, истеравме економска криза, истеравме енергетска криза, плаќаме кредити за автобуси кои што се претходно земени. Значи, целото задолжување претходно што ги имало, сите спорови, извршни исправи, спорови какви правеле милионски, да не ги набројувам, што све не правеле. Какви спорови покренувале. Само краток одговор. Булевар Хрватска кога ќе почне? Почнат. Почнат. Да. Сега, ќе го објавиме, морам вака да потенцирам за граѓаните. Булеварот Хрватска, значи веќе на терен се работи, отпочнуваме со првата фаза. Првата фаза е во делот на отпочнување на подземната инфраструктура, што би значило дека таму има согласно програмата, ова е сериозно ветување за граѓаните, е многу важно, исто така ќе растерети голем дел од сообраќајот во градот. Таа е она оформување на внатрешната обиколница која што сите граѓани знаат дека ќе растерети сигурно околу 40% од гужвата која што имаме во централното градско јадро, особено за оние кои што транзитираат и се обидуваат од влезот на градот да стигнат во одреден дел од градот, и се почнува со подземната инфраструктура. Значи со прво водоводната мрежа која што е уште едно ветување од програмата за модерно Скопје, која што на 4 позиции треба да се реализираат, и тоа е со сериозни профили практично на водовод, треба да се обезбеди стабилно водоснабдување за поголемиот дел од Железара па натаму во населените места кои што опфаќаат во општината Газибаба, и понатаму се пристапува кон реализација на самото булеварско решение. Тоа е веќе во следната фаза, меѓутоа ние еве официјално практично од утре, затоа што почнавме со работите на ископот во делот на водоводниот дел, на подземната инфраструктура, од утре веќе го објавуваме и официјално отпочнувањето и на овој проект.